Добар ден, ученици од училницата. Денес, по предметот ликовно образование, ќе разговараме за наставното подрачје цртање, наставна содржина, линија, прави и криви линии. Јас сум наставник Светлана Волевска од Основното училиште Блаже Комерски Девес. Кои цели треба да ги постигнеме? Ученикот треба да ги препознава и применува разновидните линии при цртањето, да го развива визуелното наблюдување, да го развива креативното мислење и усовршување на техниката цртање, да ја развива уредноста и педантноста во работата. Што очекувам од вас на овој час? Да ги покажете вашите знаења и умења за цртање. Да развивате педантност и уредност при работата. Да се запознаете со сите видови линии, да умеете вашите мисли, да ги пренесете со молив на хартија со помош на сите видови линии. За да можеме да направиме или да нацртаме еден цртеж, потребни ни се разновидни линии. Линиите можат да бидат подебели и потенки, долги и куси, прави и криви, за да можеме да цртаме со молив, потребни ни се неколку видови на моливи. Имаме моливи за тенко цртање, односно за тенки линии, моливи за средна дебелина на линија и моливи за дебела линија. Моливот со кој цртаме тенки линии има ознака 2H, моливот со кој цртаме средни линии има ознака HB и моливот со кој цртаме дебели линии има ознака 6B. На цртежите гледате слика на која што има нацртано геометриски форми со слободна рака и со разни дебелини на линии и со геометриски форми кои што се нацртани со сите видови на линии. Триаголникот е со тенка линија, правоаголникот е со средна дебелина на линија, а кругот е со дебели линии. На овој цртеж овде гледате измешани видови на линии, употребени сите видови на линии кои што се прикажани на цртежот. За да можеме да нацртаме еден цртеж, ни е потребна и контурна линија. Во овој цртеж на девојка, што го нацртав јас, употребив контурна линија која покажува само контури на нацртаниот лик. Еве, погледнете ги. Значи, внатрешниот дел не е исполнет или не е обоен. Облачињата што се нацртани со крива линија, но првото облаче е нацртано со тенка линија, второто облаче е со подебела линија, а третото облаче кое е со тенка линија се наоѓа во квадрат од прави линии, нацртан со прави линии и тоа најдебели линии. Што научивме денес? Со употреба на разновидни линии можеме да нацртаме цртеж. Еве, цртеж од ваше другарче кој што цртало дрва, само со помош на моливи. Имаме потенки, подебели линии, имаме куќи, облаци, двор. Еве исто и овде, ова се цртежи од ваши другарчиња кои што цртале дрва, дрворед. Се надевам дека успеав да ви го дооловам начинот на цртање на цртеж со прави и криви линии. За дома, по свој избор, нацртајте си цртеж со прави и криви линии со употреба на молив. Ви благодарам на вниманието. Ме поздравува наставничката Светлана Волевска. До видување до следното видување.